На првиот работен ден по инаугурацијата, Стево Пендаровски на средба со евроамбасадорот Самуел Жбогар. По состанокот во Вила Водно, шефот на европската делегација во земјава изрази надеж за успешна соработка за интеграција на Северна Македонија во Унијата. Жбогар лично го информирал новиот председател дека е задоволен од пораките упатени во неговиот инаугурацијски говор. We were encouraged by his messages. I was encouraged by meeting him today, and we were discussing his possible visit to Brussels to our leaders, and that's something we'll be working on in the next weeks. I brought the letter of congratulations from Presidents Tusk and Juncker. In the letter, they express readiness to cooperate very closely for the European future of North Macedonia. Како што соопшти од председателскиот кабинет, заклучокот на состанокот бил дека земјава е единствена функционална демократија во регионот, со оглед на успешно организираните и спроведени председателски избори, изборот на председател, како и коректноста на опозицијата во контекст на изборниот процес и признавање на резултатите. Новоизбраниот председател утрово во објава на социјалните мрежи повика на граѓанско помирување. Време е да ги залечиме отворените рани од нашето скорешно минато и реално да го започнеме граѓанското помирување, затоа што немаме резервна татковина која можеме да ја наречеме наш дом. На тој пат сакам да се вложам без остаток, не водејќи сметка за сопствениот политички рейтинг. Сите добронамерни луѓе, политичари и партии што ќе решат додат по истиот тој пат, ќе ја имаат мојата поддршка. Напиша Пендаровски. Новиот председател со набиена агенда уште од денот на инаугурацијата. Веднаш по свечениот говор Пендаровски се сретна со грчкиот министер за надворешни работи Јоргос Катругалос. Првите средби во вилата му беа со неговите колеги од регионот Александар Вучиќ, Илир Мета, Румен Радев и Хашим Тачи. Но се уште не е закажана првата средба со премиерот Зоран Заев, а и покрај пораките за подадена рака кон опозицијата не е најавена ниту средба со ВМРО ДПМНЕ.